Na Joasa mu bea 7 godini koga se zacari, a caruvаше 40 godini vo Jerusalim. Majka mu se vikaše Sivija, od Vir Saveja. Joas praveše što je pravo vo gospodovite oči, dodeka beše živ sveštenik od Jodaj. Jodaj goženi su 2 ženi i to imaše suniv sinovi i kjerki. Poto a naumi vo srce da ga obnovi gospodovio dom. Otkako gi sobra sveštenicite i levitite im reče, izlezete po judejskite gradovi i subirajte od site Izraelci srebrenici, za da bide obnoven domot na vaši od Bog, od godina do godina, a vije pobrzajte so ta rabota. Ама на левитите не им се брзаше. Затоа царот го повика главатар од Јодај и му рече: зошто не бараш од левитите да го донесуваат од Јудеја и од Ерусалим данокот што го одреди господовиот слуга Мојсеј и Израевиот собир? За шаторот на сведоштвото, зашто нечестната Готолија и нејзините синови го ограбија Божјиот дом и сите работи што му беа посветени на господовиот дом ги употребија за вааловците. Потоа царот нареди да се направи ковчег и да се стави надвор кај вратата на господовиот дом. Разгласија по Јудеја и по Ерусалим да му се донесува на Господ данок, што му го беше одредил Божиот слуга Мојсеј на Израел во пустината. Сите кнезови и сиот народ се зарадуваа и почаа да донесуваат и да фрлаат во ковчегот додека не се наполни. Левитите го донесуваа ковчегот во царското надгледувалиште и кога ќе се видеше дека има многу сребреници, доаѓаа царевиот тајник и повереникот на свештеничкиот главатар за да го испразнат ковчегот. Тогаш пак го однесуваа и го ставаа на неговото место. Така правеа секој ден и собраа многу сребреници. Тогаш царот и Јодај им ги даваа на наследниците над работата околу господовиот дом, а тие најмуваа за плата каменорезци и дрводелци за да биде обновен господовиот дом, па ковачи кои умеа да работат со железо и бронза за да се поправи господовиот дом. Настојниците работеа и поправувањето напредуваше под нивната управа, го вратија Божиот дом во ред и го обновија. А кога свршија се, ги донесоа пред царот и пред Јодај сребрениците што останаа. Од тоа направија посадки за господовиот дом, посадки за служење, запаленици, кадилници и други златни и сребрени предмети. Палениците беа принесувани во господовиот дом непрекратно додека живееше Јодај. Тогаш Јодај, откако остари и се насити од животот, умре во 130-та година. Го покребаа во Давидовиот град кај царевите, зашто правеше добро во Израел и кон Бога и кон неговиот дом. По Јодаевата смрт дојдоа јудините кнезови и му се поклонија на царот. Тогаш царот почна да ги слуша. Јудајците беа го оставиле Господа, Бога на търговците, и почна да му служат на ашерите на ликовите. Божјиот гнев дојде на јудајците и на ерусалимците за таа кривица. Бог им праќаше пророци за да ги обратат кон Господа. Тие ги упоменуваа, но тие не сакаа да слушаат. Тогаш Божјиот дух го исполни Јодаевиот син Захари, кој застанувајќи повисоко од народот рече: Бог вели вака: зошто ги прекршувате господовите заповеди? Зошто не сакате да бидете среќни? Како што вие го оставивте Господа, така ќе ве остави и тој. Но тие се побунија против него и го затрупаа со камења по царска заповед во дворот на господовиот дом. Ни царот Јоас не си спомна за љубовта што му ја покажа таткото Јодај, туку му го уби синот, а тој умирајќи рече: Господ нека гледа и нека одмазди. Кога помина година време, се подигна против него арамејската војска и напаѓајќи на Јуда и на Ерусалим, ги погуби сите кнезови во народот и му го испрати сиот плен на царот во Дамаск. Иако арамејската војска беше мала по луѓе, сепак Господ ја предаде во рацете мощне бројната војска, зашто го оставија Господа Бога на своите татковци. Така му се одмаздија арамејците на Јоаса. Кога си отидоа од него, оставајќи го во тешки болести, неговите стотници се побунија против него зашто го уби синот на свештеникот Јодај, па и тие губија него на постела, та загина. Го покребаа во Давидовиот град, но не го закопаа во царската гробница. Еве ги оние што се заверија против него: Завад, син на Амонката Симеата, и Јозават, син на Моавката Симрита. А за неговите синови и за големото пророштво против него, за обновата на Божјиот дом, се е запишано во толкувањето на свитокот на царевите. На неговото место зацари син му Амаси. На Амаси му беа 25 години кога зацари. Царуваше 29 години во Ерусалим. Мајка му се викаше Јоадана и беше од Ерусалим. Правеше што е право во господовите очи, ама не со сето срце. Кога го зацврси царството, ги погуби стотниците кои губија царот, неговиот татко, ама не им ги погуби синовите, според она што е напишано во книжниот свиток на Мојсеевиот закон. Татковците нека не бидат погубувани заради синовите, ни синовите заради татковците, туку секој нека гине за својот грев.
Потоа Амаси ги собра јудејците и сиот Јуда и Венијамин, им ги распредели по семејствата на илјадниците и стотниците. Откако ги преброи од 20 години нагоре, најде 300.000 одбрани момчиња за војска, вешти за копие и штит. Од израелците најми 100.000 храбри јунаци за 100 сребрени таланти. Но кај него дојде Божји човек и рече: Царе, израелската војска нека не иде со тебе, зашто Господ не е со израелците ниту со Ефремовите синови. Туку оди ти сам, биди храбар за бојот, инаку Господ ќе те обори. Тогаш Амаси го праша Божјиот човек: А што ќе биде со 100 таланти што им ги дадов на израелските чети? Божјиот човек одговори: Господ има да ти даде повеќе од тоа. Тогаш Амаси ги одвои четите што му беа дошле од Ефрема, за да се вратат во своето место. Но војниците се разневија на јудејците и се вратија во своето место пламнувајќи од расрденост. А Амаси, откако се охрабри, го поведе народот, отиде во солената долина и погуби 10.000 сирски синови. Јудините синови заробија 10.000 живи, ги одведоа на врвот на Карпата па ги фрлија, така што сите се здробија. Четата што Амаси ја врати назад за да не оди со нив во бој, грабеше по јудејските градови од Самарија па до Вет Орон и истепа во нив 3.000 луѓе и запленија многу плен. Потоа кога Амаси се врати, откако ги разбие домците, ги донесе боговите на сирските синови, си ги постави за богови и почна да им се клања и да им кади. Тогаш Господ се разгневи на Амаси и испрати при него пророк кој го праша: Зошто ги бараш боговите на тој народ, кој не го избавија својот народ од својата рака? Додека тој зборуваше, царот го праша: Дали си поставен за советник на царот? Прекрати, зошто да те погубат? Тогаш пророкот молкна, ама додаде: Знам дека Бог одлучи да те уништи, бидејќи го правиш тоа, а не го слушаш мојот совет. Тогаш јудејскиот цар Амаси смисли и му порача на израелскиот цар Јоас, синот на Јовиот син Јоахас: Дојди да се видиме лице во лице. А израелскиот цар Јоас му одговори на јудејскиот цар Амаси: Еднаш ливанскиот трн му испрати гласници на ливанскиот кедар и му порача: Дај ја ќерката за жена на мојот син. Ама ливанските диви цверови поминаа и го нагазија трнот, ги разбие домците, па срцето ти се возгордија и бараш слава. Подобро остани си дома. Зошто го предизвикуваш злото и сакаш да паднеш и ти и сите јудејци со тебе? Но Амаси не послуша, зашто Бог беше одредил така, за да ги предаде во рацете на Јоаса, затоа што прибегнаа кон едомските богови. Израелскиот цар Јоас излезе, те се обиде во бојот тој и јудејскиот цар Амаси во Вет Семес во Јудеја. Израелците ги поразија јудејците и тие избегаа под својот шатор. Израелскиот цар Јоас го фати во Вет Семес јудејскиот цар Амаси, синот Јоасов, синот Јоахазов, и го одведе во Јерусалим. Таму го разурна Јерусалимскиот зид од Ефремовата врата до Аголната врата, во должина од 400 лакти. Откако ги зеде сето злато, сребро и посадките што се наоѓаа во Божјиот дом кај Овид Едом и во ризницата на царскиот дворец, освен тоа и заложници, се врати во Самарија. Јудејскиот цар Амаси, Јоасов син, живееше уште 15 години по смртта на израелскиот цар Јоас, Јоахазовиот син. Другите Амасиеви дела, од првите до последните, запишани се во книжниот свиток за јудејските и израелските цареви. Откако Амаси го остави Господа, се ковеше завера против него во Јерусалим. Иако побегна во Лахис, испратија по него во Лахис луѓе кои го убија таму. Оттаму го пренесоа на коњи и го погребаа покрај неговите татковци во јудиниот град. Тогаш сиот јудејски народ го зеде Озии, кому му беа 16 години, и го зацарија на местото на неговиот татко Амаси. Тој пак го изгради Елот, враќајќи го на Јудеја, откако царот почина при своите татковци. На Озии му беа 16 години кога се зацари, а царуваше 52 години во Јерусалим. Мајка му се викаше Ехолија, а беше од Јерусалим. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како и неговиот татко Амаси. Го бараше Бога за време на животот на Захари, кој го учеше на Божјиот страв. Додека го бараше Господа, Бог му даваше среќа. Тој излезе и завојува против филистејците, ги разурна зидовите на Гат, зидовите на Јавна и зидовите на Азот, созида градови во Азот и по Филистеја. Бог му помагаше против филистејците и против арабјаните кои живееа во Гурвал и против маонците. Амонците му даваа данок на Ози, а неговиот глас се разнесе до Египет, зашто се беше засилил многу. Ози изгради стражарници во Јерусалим кај Аглената врата и кај Долинската врата и на Аголот, та ги укрепи. Изгради стражарници во пустината и ископа многу кладенци.
zašto imаше mnogo добиток и во Шефел и по рамницата, орачи и лозари во горите и на Кармил. Зашто го сакаше земјоделството, Ози имаше војска вешта за бој, која одеше во војна во чети според бројот како што го изброи тајникот Јемал и настојникот Маси под управата на Анани, еден од царевите кнезови. Скупно имаше на број семејни главатари храбри јунаци 2600. Под нивна управа беше силна војска од 370.500 за бој, вешти војници за да му помагаат на царот против непријателите. Ози и направи на својата војска штитови, копја, кациги, оклопи, лакови и камења за праките. Направи во Ерусалим вешто измислени бојни справи, пронајдок на градител за да стојат на стражарниците и на аглите на тврдините, да фрлаат стрели и големи камења, името му се чу надалеку, зашто уживаше чудесна помош се додека не се засили. Но кога се засили, срцето му се возгордеа многу што се расипа, да му изневери на Господа својот Бог, зашто влезе во Господовиот храм и почна да принесува темјан на кадилниот жртвеник. Ама по него влезе свештеникот Азари и со него 80 господови свештеници, чесни луѓе. Тие му се спротивија на царот верејки: не е твое, Ози, да му кадиш на Господа, туку тоа е должност на свештениците, на Ароновите синови кои се посветени за да кадат. Излегувај од светилиштето, постапи незаконски и не ти служи на чест пред Господа Бога. Тогаш Ози се расрди, држејќи ја во раката кадилницата за да кади. Кога се расрди на свештениците, му избувна лепра на челото пред свештениците во Господовиот дом покрај кадилниот жртвеник. Кога свештениците главатар Азари и сите свештеници го погледнаа одблизу, а тоа ете му излегла лепра на челото, бргу го испрка оттаму и тој самиот посака да излезе, зашто Господ го удри. Царот Ози остана лепрозен до смртта и живееше во посебна куќа зашто беше отстранет од Господовиот дом. Неговиот син Јотам беше управител на царскиот дворец и му судеше на народот на земјата. Другите Озиеви дела од првите до последните ги опиша Амосовиот син пророкот Исаија. Ози почина и го погребаа покрај неговите татковци во полето крај царската гробница, велејки лепрозене, на неговото место се зацари син му Јотам. А на Јотама му беа 25 години кога се зацари, а царуваше 16 години во Ерусалим. Името на мајка му беше Еруса, Садокова ќерка. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како татко му Ози. Само што не влезе во Господовиот храм, народот и натаму беше расипан. Ја изгради горната врата на Господовиот дом, градеше многу и на Офилскиот зид, соците и градови по Јудејската гора, а во горите дворци и стражарници. Војуваше против царот на Амоновите синови и ги победи. Во таа година Амоновите синови му дадоа 100 сребрени таланти и 10.000 кори пченица и 10.000 кори јачмен. Амоновите синови му платија толку и во втората и во третата година. Така Јотам се зацврсти зашто го среди својот живот пред Господа, својот Бог. Другите Јотамови дела и сите негови војни и патишта запишани се во книжниот свиток и за израелските и за јудејските цареви. Му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 16 години во Ерусалим. Тогаш Јотам почина кај татковците и го погреба во Давидовиот град. На неговото место се зацари син му Ахаз. На Ахаз му беа 20 години кога се зацари, а царуваше 16 години во Ерусалим, но не правеше што е право во Господовите очи, како што правеше неговиот татко Давид. Живееше како израелските цареви, па им излеа и ликови на Вааловците. Самиот кадеше во долината на Еномовиот син и ги помина сопствените синови низ оган, според гнасниот обичај на кривобожечките народи што Господ ги протера пред израелевите синови. Принесуваше жртви и кадеше по високите места и брежињата и под секое зелено дрво, затоа Господ неговиот Бог го предаде во рацете на сирскиот цар, та тој го разби, му зароби мноштво луѓе и го одведе во Дамас. Уште беше предаден во рацете на израелскиот цар, кој го порази тешко. Ремалијевиот син Фекај погуби меѓу јудејците 120.000 храбри јунаци во еден ден, зашто го беа оставиле Господа Бога на своите татковци, а јунакот од Ефремовото племе Зикри ги погуби царевиот син Маси и дворскиот управител Азрикам, втор до царот. Израелевите синови заробија од своите браќа 200.000 жени, синови и ќерки, а зедоа и голем плен од нив и го однесоа во Самарија. Таму имаше Господов пророк по име Одид.
Той излезе пред војската што одеше во Самарија и рече: Ете, Господ Бог на вашите татковци се разлеви на јудејците и затоа ги предаде во вашите раце, да ги погуби гневно така што допре до небото. А сега уште мислите да ги ставите под бреме јудејците и јерусалимците за да ви бидат робови и робинки, а сепак не сте ли и вие полни со вина спрема Господа својот Бог? Затоа послушајте ме сега и вратете го тоа робие што го заробивте од своите браќа, зашто Господовиот гнев ќе се излее врз вас. Тогаш станаа некои од главатарите на Ефремовите синови, и тоа Јоановиот син Азари, Месилемотовиот син Варахи и Салумовиот син Езекија, Адлаевиот син Амас, на оние што се враќаа од војската, па им рекоа: Не доведувајте го намаму тоа робие, зашто покрај вината што е врз нас пред Господа, вие мислите да додадете уште на нашите греови и на нашата кривица, како да не се доста нашата голема вина и јаросниот грев на Израел. Тогаш војниците ги оставија робието и пленот пред кнезовите и пред сиот собир. Тогаш спомнатите по име луѓе станаа, ги охрабрија робовите, ги облекоа сите голи во облека од пленот, а кога ги облекоа, ги обуја, ги нахранија, ги напоија, ги намачкаа и ги поведоа на магариња сите изнемоштени, ги одведоа во палмовиот град Ерихон до нивните браќа, а потоа се вратија во Самарија. Во тоа време царот Ахаз ги замолја сирските цареви да му помогнат. Едомците пак беа нападнале и ги поразија јудејците да ги одведоа во робие. Филистејците се раширија по градовите на јудејскиот Шефел и Негев, и откако ги зазадоа Вет Семес, Ејалон, Гедирот и Сохот со селата, Тамна со селата и Гимзон со селата, се населија таму. Господ почна да ги понижува јудејците заради јудејскиот цар Ахаз, зашто Ахаз ги разузда јудејците и тешко грешеше против Господа. Асирскиот цар Телгат Фелнасар дојде против него и го притесна место да го зајакне. Ахаз ги ограби Господовиот дом, царскиот дворец и кнезовите, и се тоа му го даде на асирскиот цар, ама ништо не му помогна. Додека беше во неволја, му стана поневерен на Господа, таков беше царот Ахаз. Почна да им жртвува на дамаските богови, кои го поразија, мислејки: Кога боговите на арамејските цареви им помагаат ним, ќе им жртвувам, за да ми помагаат и мене, но тие им беа на пропаст нему и на сиот Израел. Ахаз ги собра посадките од Господовиот дом, ги искрши и ја затвори вратата на Господовиот дом и подигна жртвеници по сите агли во Јерусалим. И во секој одделен јудејски град подигна високи места за да им кади на тугите богови, дразнејки го Господа, Бога на татковците. Другите негови дела и сите негови патишта од првите до последните запишани се во книжниот свиток за јудејските и израелските цареви. Тогаш Ахаз почина кај татковците, го погребаа во градот во Јерусалим, но не го внесоа во громницата на јудејските цареви. На неговото место се зацари син му Езекија. На Езекија му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 25 години во Јерусалим. Името на мајка му беше Авија, ќерка Захариева. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како и неговиот татко Давид. Во првата година на првиот месец на своето царување ги отвори вратите на Господовиот дом и ги поправи. Тогаш ги повика свештениците и левитите и откако ги собра на источниот плоштад, рече: Чујте ме, левити, посветете се сега и посветете го домот на Господа, Бога на своите татковци, и отстранете ја нечистотата од светилиштето. Нашите татковци зрешија и правеа зло во очите на Господа нашиот Бог, го ставија и го одвратија лицето од Господовиот шатор, свртувајќи му го грбот, ги затворија тремските врати и ги изгаснаа светилките. Не кадеа со темја, ниту пренесуваа паленици во светилиштето на Израелевиот Бог. Затоа Господ се расрди на јудејците и на јерусалимците, да дозволи да бидат измачувани и да бидат за ужас и за подсмев, како што гледате со своите очи. И нашите татковци паднаа од меч, а синовите, ќерките и жените затоа ни се во робство. И така, сега смислив во своето срце да склучам завет со Господа, со Израелевиот Бог, за да се одврати од нас неговиот јаростен гнев. Деца мои, не бидувајте сега мрзливи, зашто Господ ви избра за да стоите пред Него, за да му служите и за да му бидете слуги и за да му кадите. Тогаш станаа левитите, Амасевиот син Мат и Азаревиот син Јоил од Катовите синови, од Мораровите синови, Авдиевиот син Киз и Алелеивиот син Азари, од Гирсоновците, Зиминиот син Јоах и Јоаховиот син Еден, од Елисафановите синови, Симри и Јеил од Асафовите синови, Захари и Матани од Амоновите синови, Јеил и Симеј од Једутуновите синови, Сема и Јозик,
Тие ги собраа браќата, се посветија и дојдоа, како што заповеда царот според господовите зборови, за да го очистат господовиот дом. Свештениците влегаа во господовиот дом за да го очистат. Почнаа сета нечистота што ја најдоа во господовиот храм да ја изнесуваат во дворот на господовиот дом, а левитите ја примаа изнесувајќи ја надвор до потокот Кедрон. Почнаа да посветуваат во првиот ден на првиот месец, а по 8-миот ден од истиот месец влегоа во господовиот трем. Го светуваа господовиот дом 8 дена, завршија во 16-тиот ден на првиот месец. Тогаш влегоа кај царот Езекија и рекоа: го исчистивме сиот господов дом, жртвеникот за паленици со сиот негов прибор, столот за принесените лебови со сиот негов прибор, а сите посадки кои ги зафрли царот Ахаз додека царуваше и грешеше, пак ги обновивме и осветивме. Ене ги пред господовиот жртвеник. Тогаш царот Езекија стана рано, ги собра градските кнезови и отиде во господовиот дом. Доведоа 7 млади јунци, 7 овни, 7 јагниња, 7 јарци за грев, за царството и за сведилиштето и за Јуда. Тој им заповеда на Ароновите синови свештеници да ги принесат за паленица на господовиот жртвеник. Откако ги заклаа говедата, свештениците ја зедоа крвта и го попрскаа жртвеникот, ги заклаа јагнињата и со крвта го попрскаа жртвеникот. Ги доведоа јарците за грев пред царот и пред соборот, да ги ставија рацете врз нив. Тогаш свештениците ги заклаа и го очистија со нивната крв жртвеникот, зашто царот беше заповедал да бидат принесени паленица и жртва за грев за сиот Израел. Постави во господовиот дом левити со кимвали, со псалтири и со гуслиња, како беше заповедал Давид, царевиот гледач Гад и пророкот Натан, зашто заповедта доаѓаше од Бога преку неговите пророци. Така левитите стоеја со Давидовите свирки, а свештениците со трубите. Тогаш Езекија заповеда да ја пронесат паленицата врз жртвеникот. Кога почна принесувањето на паленицата, почна господовата песна покрај звуците на роговите и на свиралките на израелскиот цар Давид. Сиот собор се поклонуваше, пеачите пееја, а трубите трубеја, и тоа се додека не сврши паленицата. Кога сврши принесувањето на паленицата, царот и сите кои беа со него паднаа набожно на колена и се поклонија. Тогаш царот и кнезовите им заповедаа на левитите да го фалат Господа со зборовите на Давид и на гледачот Асаф. Тие почнаа да фалат со најголема веселба, паднувајќи ничком се поклонија. Тогаш Езекија проговори: сега вие се посветивте на Господа. Пристапете и донесете ги жртвите и благодарните приноси во господовиот дом. Сиот собир донесе закланици и благодарници. Секој што имаше волно срце принесе паленици. Палениците што ги донесе собирот беа на број 70 говеда, 100 овни, 200 јагниња, се за паленици на Господа. Другите посветени дарови беа 600 говеда и 3000 грла ситен добиток. Но свештениците беа премалку, така што не можеа да ги одерат сите паленици. Затоа им помагаа браќата левити додека не се сврши работата и додека не беа посветени други свештеници, зашто левитите беа со погорливо срце за да се посветат околу свештениците. Беа и многу паленици со лојта од помирителни жртви и со налевници при палениците. Така пак беше обновена службата во господовиот дом. И Езекија се веселеше и сиот народ со него, зашто Бог му подготви на народот, бидејќи се тоа се случи ненадејно.